Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на првиот синдикален подкаст канал Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а вие гледате втората сезона од подкастот посветен на работничките и човековите права, синдикалното делување и граѓанскиот активизам. Во четвртата епизода од подкастот ќе зборуваме за состојбата во државната администрација, платите и условите за работа. Наш вечерашен гостин и соговорник е магистер Горан Ристевски, председател на Независниот синдикат на државна администрација. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ќе видам добар соговорник. Господин Ристевски, може ли да ни кажете повеќе за вашата улога како председател во синдикатот? Која беше мотивацијата да се вклучите во синдикалната активност? Првен би рекол, слободно би рекол дека сум бил член на еден синдикат каде што правата на вработените воопшто не беа испочитувани. Не учествував на тој синдикат во одредени законски измени, подзаконски измени, мајоризирана. Службата беше мајоризирана. Во таа насока бев приморан да ја и други колеги бевме приморани да основаме синдикална организација, конкретно за затворскиот систем. Синдикалната организација се викаше Независен синдикат на казнено-воспитно поправни установи на Македонија. Тоа веќе 15 години, минатата година правиме јубилеј, за да потоа, како што се добине на масовност и како што добине поголема бројка на членови, така и синдикатот како синдикат се ширеше. За да негде во 2018 година формира нов грански синдикат, каде што ги спојна неколку структури во делот на вработените во јавниот сектор. Така. Кажете ни повеќе за синдикатот, кога е формиран, зошто е формиран и колку членови броите во моментов? Гранскиот синдикат, Независен синдикат државна администрација, во моментот брои 3900 членови. Словно речам дека тоа не е мала бројка, односно не помогнати од никого, ниту од една политичка партија, здруженија и слично, туку само иницијативно пристапуваа луѓе на улица, ке не препознаат по неколкуте протести низ годините наназад и сами пристапуваат. Обично доаѓаат одредена група на вработени во јавниот сектор кои што имаат проблеми. Се додека немаат проблеми, тие се во некој си синдикат. Но кога тој синдикат или синдикална организација нема да ги пружи правата што ги посакуваат во делот на работниот однос, немање колективен договор или неслушање на работникот во делот на законски измени, подзаконски акти, правилници, уредби и така натаму, и пристапуваат кон нас како незадоволни. Грото се така. Јас мојот став е дека секој треба да членува негде во некој синдикат и да се бори внатре. Да не остави некој друг да му ја креира политиката, дали во делот на законските, како што рекол преска, прописи, подзаконски акти или други видови на пример колективното договарање и така натаму. Имате ли соработки со други синдикати за прашања кои заеднички ве засегаат? Вака се ќе речем, на ниво на Република Македонија, да, имаме имаме низа контакти. Еден од нив е, би спомнал слободно, па и вашиот, односно Гранскиот независен синдикат на полицијата. Потоа имаме контакти по потреба, знаеме да направиме контакти со други синдикални организации со цел да се обединиме во едни исти права. Имено не би сакали ние да организираме протести, а некој друг да се лепи на тие протести и да почне да преговара, а ние сме тие што сте инициирале за подобри права во делот на плата, додатоци на плата и така натаму. Но ако секој синдикат се залага за подобрување на состојбата на вработените, заштита на работничките права, сметате ли дека има потреба да се создаваат повеќе синдикати за еден и сектор? Почитувана, секој синдикат точно треба да се залага за така и статутот, треба да се залага за работничките права, но не секој е така и формиран. Зборот независност, независен е голем збор. И пред се треба да биде навистина независен. Но не сегде така. Јас не сум лице
човек кој што сака да се наклони кон некоја структура, да биде под влијание на одредени политички партии и нивните, да речем, потреби, но се она што е со сила создадено не трае многу. Дали е грански синдикат или синдикална организација не трае многу, верувате. Кратки се времињата на обстојање на таа синдикална организација или грански синдикат. Мислите дека има синдикати кои се исполитизирани? Да. Но не сите. Кажам, не сите. Така. Како се одвива комуникацијата со институциите и колку ефективно се слушаат вашите барања и се прифатени? Кажам, низ годините наназад имаме комуникација, па и сега имаме комуникација со органите на правата, со директори, председатели на судови, да речам, на судски совет, на министри, советници на влада и со претходни председатели на влада. Контактите се тие, ги имаме, но не секој ќе го испочитува нешто барање. Зборам од денес наназад, значи историски гледано. Но знаат дека сте непредвидлив синдикат, односно поднесоме еднаш, 2 пати, 3 пати барање за прием, со цел да елаборираме состојбите во самата синдикална организација или поопшто. Но во моментот додека до просторот, временскиот простор, доколку не бидеме повикани како синдикат, па и синдикална организација на микрониво, се е вред, но доколку трае тој процес, еднаш бараш, 2 пати, 3 пати прием, не може да чекаш цел живот. И тогаш правиме протести, нормално. Природен начин е тоа да, ако не може да се сретнете во канцеларија, ќе се сретнете на улица. Так. Исти незгоден синдикат. Затоа и луѓето не пристапуваат кон синдикатот. Остваривте средба со советникот за труд на премиерот, Лазар Јовевски. Да. Разговаравте за новите предлог законски решенија, за додатоците на плати, за предлогот за систем на плати, па докаде е донесувањето на овој закон за системот на плати? Видите вака. Дента кој имаме разговор со советникот за труд при влада, именно тој ден беше одсутен председател на влада и беше задолжен советникот за труд да не прими и да ги сослуша нашите размислувања во делот на тие законски измени што ги спомнавте. Истиот ден и онеј со министрот за јавна администрација, господин Минчев, Горан Минчев, имаме состанок со него, кој што е креатор, како министерство, е креатор на овие законски решенија, предлог законски решенија. Разговорот со советникот за труд, господин Лазар Јовевски, сепак е тој професор по трудово право, и многу добро ја прими нашата информација. И добро што е дел од тимот на председател на владата, затоа што има разбирање, ги сослуша нашите забелешки, ги нотираше и, како што беше договорено, ќе направи записник, кој што записник од нашите мислења по предлог забелешки по одредени закони ќе биде доставени до владата и до работните групи, за да може, доколку биде прифатено, да се пренесат, преточат во одредени закони, членови и така. Во делот на истиот ден, кој што рекол предеска, разговараме со господинот Горан Минчев, министр за јавна администрација, исто му предочивме за проблемите со кои што се стекнуваме, како и потребите од некои дополнувања нови предлог закони. Со мене имаше добри соговорници, како наши синдикални представници. Конкретно синдикалната организација независен синдикат на инспектор за труд, кој што и ден денеска немаат земено плата, па и пазарна инспекција. Значи 2 месеци касни плата. Ние му го објасниме тоа, дека ние граѓаните, као граѓани пред се, па и синдикати, ги гледаме спасот во нив, како служба, која што треба да интервенира. Тогаш се постава прашањето, каде ќе се обратат тие? Да. Пошто и тие нема земена плата, кој што реков денеска, кој сте денеска, 4-5. Се уште нема земена плата.
Каде е проблемот? Кои се причините за... вака, трансформација на одредени институции, беа порано самостојни органи при влада, сега се, например, трудова инспекција, државен инспекторат за труд и пазарна инспекција, пазарна инспекција, сега се под Министерство за економија и труд, значи од самостојни органи премина во ресорни министерства. Други инспекцијски служби, санитарни, комунални и така натаму други служби, што се тие отидоа во други сектори. Например, таму и синдикалната организација, независен синдикат на Државен управен инспекторат, што е кај нас, тие премина во Министерство за јавна администрација. Но некои министерства порано си заврши работата во делот на правилници за ситуација на плата, органограмот во самото министерство, многу брзо се прилагоди кон новите услови, односно новите законски измени, и тие имаат плата, додека пазарна инспекција и вработените наши членови во Државен инспекторат за труд се уште немаат земена плата. Денеска поднесо уштено барање до министрот за економија и труд, барање за прием, кој што чекаме да видиме дали ги се реализира нашето барање за прием, ако не... Споменавте дека имате забелешки за предлог законските решенија. Добро. Па кои се дел од тие забелешки? Па видите вака. Да него. Согласно општиот колективен договор, треба сите закони, лекс генералис, па и специалис потоа, да се прилагодат према новиот начин на пресметна плата. Во текот на 2013 година, поради подпишување на колективен договор со кој што сите вработени се на минимална плата и степен. Пример, имаат процент за пензijско инвалидско, 0,5% за стаж и така натаму, додатоци други на плата, дали работи во смени или не работи во смени, како и да е, значи имаат одреден процент како додаток на плата, но основицата е минимална плата. Ние во текот на 2013 година, револтирани од самиот чин, бидејќи органите на управата, односно они што ја водат државата, државниот апарат, министри, пратеници, суди и така натаму, изврани лица, им се зголеми плата за 78%. Од таквиот револт ние 6 месеци протестираме. Постојано протестираме. И они и претходно протестираме, но беа со еднонеделни, двонеделни со цел да оставим простор за диалог. Со оглед на фактор дека тогашниот министер за правда, Луга не примаше, ние беа приморени да излеземе на улица, да го оствариме нешто барања, кои што не следуваат по закон. Така да, како што реков претходно, значи бараме да има просечна плата, не минимална плата да биде како репер за основна плата и потоа да тоцина плата. Со новите предлог законски измени, ќе има закон за систем на плати, но ќе има и подсистем на плати. Нема да зборам политички, но предходната влада во текот на нејзиниот мандат беше пуштен систем за плати кој што беше не добра копија од друг систем на плати од соседна држава, кој што и таму знам дека не е добро имплементиран, па тој копија од британскиот модел на систем на плати. И среќа тогашниот министер Азир Алиу од последниот состав од претходната власт го повлече да предлог закон, за да ние, кога дојде министерот Горан Минчев, се повлече, и тој го повлече исто, и закон за административни службеници, учествуване во некои дебати и во собрание, и кај него во Министерство за јавна администрација, каде што укажане за причините и потребите за наше учество во истиот и нашите забелешки да бидат прифатени во тие предлог законски решенија. И сметам дека ќе успеат да го донесат овие законски измени во најбрз можен рок, бидејќи и вработените таму дури и после платно остануваат, а со цел да помогнат на системот. Така, од колкава важност е донесувањето на законот за систем на плати? Па би рекол од голема важност. Имено денес имаме анархија во платите. Немам ништо против ни една служба, но не може, по мене, не може административен работник да има иста плата, додаток на плата како
овластеното лице, без разлика. Дали е полицаец, затворски полицаец, судски полицаец, вработе во АНБ, агенција за разузнавање, значи додатокот за плата се знае зашто е. Додатокот е плата за висок ризик во работата. За обемна работа, тоа е друг додаток. Пример, би бил пример 10%, 20%, зависи. Ова решение, проблемите кои се стекнаа со ова решение, со овие анархија во овој систем, во овој начин на плати сега е тоа што одредени синдикати исклучуваат колективни договори кои што направија штета во системот и како што реков преска имаме анархија. Не сте вклучени во процесите на донесување на договори? Во делот на колективни договори имаме, како грански синдикати, имаме склучени неколку колективни договори, но, да не бидам погрешно сватен, но не сакаме како грански синдикати, не сакаме милост од соговорникот како директор, министар и слично. Тука едноставно ние ги кажуваме нашите реални потреби за некое колективно договарање. Но не е нешто кој што има друга позадина. Имаме колективни договори, например, од буџетот, например, на ЕСМ, електростопанство, нели? 1% за синдикат. Од прометот. Ја не го разбирам. Имаме и други такви колективни договори. Да не ги именувам. Што не е во ред. Тие пари се за буџетот. Тие пари се за граѓаните. Тие пари се за работата на институциите. Како ја оценувате моменталната економска ситуација во државната администрација? Баравте 30% додаток на плата. Точно. Па докаде се тие барања? Ке се исполнат ли? Видете вака. Пред нас имаме нови предлог законски решенија, кои што треба да стапат од 1 март. Се што ќе се направи сега, се што ќе се проба сега да се направи, ништо не ќе може ништо да се успее. Односно само ќе дадеме негативна конотација на цел процес. Не бранам никого, не застапам никого. Тука едноставно треба да оставиме простор до март, до 1 март, да активно учествуваме во новите предлог законски измени, предлог законски решенија, за да го исправиме тој проблем. Имено, тие 30% што сега одредени синдикати ги барат, многу лесно се решава. Пример, ако имаме волја со соговорникот, владата, например, дека го покачи вредноста на бодот, дека ја покачи од 81,6 бруто плюс 30% за сите исто. Имаме сега, например, вработени од една институција, работат како испомош на друга институција, пример, како да кажам сега, например, вработените од СОЗР. Тие се сервис на органите на управата. И тој вработен сега ќе работи, например, во Државен управен инспекторат. Државниот управен инспекторат, архиварот, зема минимална плата 23.000 и оваа особа зема 23, но оваа има со 30%. Дишат ист воздух. Иста паперологија. Штембил стават на чисто. Значи, имаме тука револт, ме разбирате. Така да. Например, така и управда. Имаме и од СОЗР, немам ништо против вработените СОЗР. Ние имаме таму членови исто така, но мора да имаме изедначеност, да реално да се види сложеноста на работите задачи. Решението е 30, ако е за 30%, 30% зголемување на вредноста на бодот за сите во јавната администрација. Така, кои се други актуелни проблеми со кои што се соочуваат вработените во државната администрација? Па видите вака, низ години наназад имаме нетранспарентно вработување, каде што имаме негде превработени, но имаме на многу места каде што фалат вработени. И сега таму каде што недостасуваат вработени, тие што останале да работат, некои отишли у пензија, некои заминале едноставно од работа, некои дисциплински си избркани од работа, речем. Како и да, значи упразнат работни места. Сега тие особи, тие вработени, наши колеги, наши, што останале на работа, тие мора да работат и за нив, но не работат и за еден што замина од работа, по било кој основа. Туку работи зашто некој. Значи имаме 3 работни позиции што работат. Значи и под таков притисок, а и ниските плати, за разлика од приватниот сектор,
луѓето заминуваат како искусен кадар, заминуваат и од јавните институции. Порано беше чест. Порано беше издоволство да работиш во јавната администрација. Денес не е така веќе. На што се Не е дължи интересно. таа одбивност за работа во државна администрација? Сметате ли дека само платите се проблем? Видите вака. Платата е мотивација. Ние на работа идеме за да си го извршиме оно што ни е позадача, но и да донесеме плата, пари за дома, нели плата. Храниме семејства. Имаме луѓе кои што се со една плата. Имаме луѓе кои што, например, имаме ситуации каде што двајца се во државни органи вработени и ако им касни платат на едните, касни плати на другиот. Има потреба од, например, обврските, дали се комунали, кредити или студирање на деца, па или нивно студирање, така да ќе имаат потреба од пари, нели? Тој се одлучил да работи јавна администрација. Да биде слуга, сервис на граѓаните. И треба да биде квалитетно платен за она што работи. Би рекол дека доколку имаме негде превработеност, а негде многу фалат такви извршители на работа и работездачи, може многу лесно со пополнување на тие работни места од една во друга институција, но и со претходна обука. Не секоја служба бара едноставно вработи и си заврши работа. Не. Има негде каде што има стручност и компетентност и за тоа треба да има обука. Да, какви се условите за работа во државната администрација? Па зависи на која позиција, во кој министерство, зависи во кој орган управата се мисли. Тоа е, видите вака, тука имаме постои закон за безбедност и здраве при работа, каде што со тој закон се согласно тој закон се имплементира и подзаконски акт, каде што имаме и група на вработени кои што се бенефицирани на стаж. И тие се дел од приватен сектор, но дел се и вработени во јавен сектор. Има некои забелешки таму тој правилник, именно бидејќи кај нас имаме медицински кадри, медицински членови синдикат од здравствен сектор, имаме ситуација каде што овојта медицинска помош, например. Не сите земаат ист бенефициран стаж, а тие се тим. Лекар, сестра или возач на итта медицинска помош. Едниот зема 15, други 14, други 13 зголемена бенефициран стаж. Значи 12 со 2 месеца, 12 со 3 месеци. Значи 12 средно и зголемена за 2 месеци, за 3, за 5 месеци, зависи. Дали си лекар, сестра или возач. А тие треба да имат по нас, како синдикат, треба да имат ист бенефициран стаж. Во делот на платата не навлегуваме, зборуваме за бенефициран стаж од тој сектор. Така. Сметате ли дека нефункционалноста на системот исто така придонесува за луѓето да не сакаат да се вработат во државна администрација, бидејќи споменавте дека процесите на вработување не се доволно транспарентни? Видете, ова прашање го поставаме и на министрот за јавна администрација, господин Горан Минчев, и му предложиме да во новиот закон за административни службеници начинот на вработување, начин на селекцијата, во начинот на оценување да биде се електронски. Зборам за оние оценки, полугодишни и годишни оценки, каде што ќе се намали влијанието доброто и лошиот. Сега имаме период како што и претходно, каде што одредени луѓе што се благонаклонети кон некоја, да речем, политичка партија, сега ги прават некои постапки за да бидат сосема трети, бидат уназадени во службата, да имат просто да бидат унапредени. Има дисциплински постапки, учествувам многу како синдикат, како председател на градскиот синдикат, учествувам многу дисциплински постапки, имаме и адвокати кои што ги ангажираме, но некаде имаме специфични работи од сензитивна природа, за да ќе морам и ја таму да учествувам, нели? И така да не е убаво реваншизмот. Вака се, као граѓанин, секој граѓанин сака да се правото, да владее правото, да имаме исто оружје, правно оружје, но не сме одредена категорија граѓани, без разлика на
национално за вера или така натаму, да бидат да бидат само поради нешто, да бидат вработени, а немаат квалитет. Квалитет кој речам, мислам на образование, на умешност и така. Каде е проблемот? На што се должи тоа? Сметате дека имаме партиски вработувања? Како да кажам, јавна тајна, не? Сметам дека со оние предлог наши забелешки како грански синдикат би се спречили од било какви влијанија од партии, именно со, пак ќе го спомнам, со сегашниот министр за јавна администрација, ја говорено и оваа тема, каде што согласно имаме нов предлог закон, каде што ќе има обука на они кои што сакаат да апlicираат за вработување во јавна администрација и речат дека многу малку ќе има простор за било како партиско влијание. Со овие предлог законски измени сметам дека ќе видиме во нареден период дали ќе биде така, сметам дека ќе го исполни она што го кажа, ќе видиме. Споменавте дека некаде во државната администрација има вишок на кадар, а некаде недостаток. Па веќе скоро и да нема веќе вишок, бидејќи например Министерство за финанси. Таму скудеваат. Значи, кој ќе се прави годишен буџет и слично, нели? Луѓето негде дури од јули остануваат и втора смена. Разбирате, значи квалитетни луѓе заминуваат од системот. Еве, ќе речам во дел на судската служба. Имаме луѓе со високо образование што се стручни работници кои што ги изготвуваат пресудите. Тие земаат многу ниска, ниска плата земаат, за разлика од тие го прават, тие се сервис на судиите. Судијата зема над 2000 евро плата, додека стручен работник е 35 часа. А цела пресуда, сите акти ги води тој. Имаме ситуација каде што е, например, поднесено барање за измена и дополнение на правилникот за бенефициран стаж, баравне вработените во судовите, кои што се записничари и доставувачи да имаат бенефициран стаж, затоа што тие на лице место имаат проблеми, например, достава, закани и слично, потоа може не треба да биде како полицаец, но да има некој бенефициран стаж. Исто записничарот, денеска и години назад записничарот е во некоја неправилна положба кој ќе внесува записник и гледа во монитор и само пишува, знаете, нотира во записникот и имам проблеми, имам доста проблеми с сколиози, искривеност на кичми, на браце. Сметам дека и таа категорија на вработени треба да имаат бенефициран стаж. Господин Ристевски, државната администрација има потреба од подобри услови, повисоки плати, но и граѓаните имаат право на квалитетни и навремени услуги. Па сметате ли дека државните службеници обезбедуваат квалитетни услуги на граѓаните и ако не, кои се најголемите пречки за тоа? Го споменавте дека недостатокот на кадар, нели, може да влие за неквалитетот на услугите, односно ненавремените услуги и слично, бидејќи се преоптеретени со работа. Да, вашите забелешки, вашето прашање предочено во забелешки држи место. Пак ќе речем, граѓанин бара за оно што дел од плата или од купен производ, што му се запира, нели? За тоа добие добар сервис. Вработените во администрација се сервис на граѓаните, сервис на општеството. Задоволниот вработен ќе даде квалитетна услуга на разбирате, ако е задоволен. Но тој може да биде задоволен, но ако работи на една позиција, на втора, на трета позиција, 2-3 работни позиции, каков квалитет ќе даде? Така. Не сме да се прават такви грешки, поготоа, например, во медицината, во безбедноста. Така да, сензибилно прашање. И сметам дека треба да се направи некоја стратегија на државно ниво, каде што да се привлече кадар за во државна администрација. Да, точно, да се привлече, но не само да се привлече, и да има постојани обуки, ама обуки кои што ќе имаат фидбек. Значи сметате дека е
се потребни обуки, односно деедукација на кадар за да имаме Во одредени гранки, да. Во ефикасност одредени во гранки, работата. да, но ипак треба да се пратат, се извинувам велико збор, треба да се пратат трендовите. Значи денеска, например, на генерација сега што се вработени, дали јавен, дали приватен сектор, некои да речеме возраст над 50 години, имаат одбивност кон пример IT секторот, IT програмите. Но со нивна обука, до обука, па и на оние помладите, со нивна исто, како што рекол, до обука, треба да го пратат, да ги пратат трендовите Така, во IT секторот. Што мислите за токму за дигитализацијата во јавниот сектор? Како таа влијае на работата на државните службеници? Па и на квалитетот на услугите? Видете, добро го ставите во прашање. Утре баш имаме со министрот за дигитална трансформација, Андоновски, имаме состанок. Во Македонија не е доволно имплементирана дигитализацијата. Касниме. И како држава, значи треба секој акт, пример, секој барање поднесено од граѓанин, институција, фирма и слично, да има патека на движење на предметот. И да знаеш како, например, кога ќе земете од некоја пратка, ќе земете некоја нарачка и се знае пратката каде вие сега во моментот, нели? Нели на тракинг. Така да и ние како граѓани треба да знаеме до каде ни нешто предмет. У која фаза е да го пратиш за да побараш, ако нешто е закочено, дополнение. Или да се повикаш во одредени законски рокови има, нели, да институцијата го заврши предметот и да побараш до каде работата, да поднесеш представка. Сметате ли дека новите законски решенија ќе помогнат за департизација, професионализација и зголемување на ефикасноста на јавната администрација? Да, сметам, како што рекол преска, во разговор со сегашните министри, дадо ветување дека има тако нешто. Додека не видам, не верувам. Чекаме новите предлог закони што излегува дел на ЕНЕР. Има и дебата во собрание, во салата Борис Трековски во собрание на Македонија. Активно учествување на неколку синдикати и нашите забелешки во ред. Ќе бидат доколку се сослушани од страна на предлагачите, сметам дека па и нашите забелешки у писмен формат сметам дека ќе имаме добри законски решенија, предлог законски решенија кои што треба да се донесат во собрание. И она ние забелешка за закон за инспекцијски надзор, имено во согласно тој закон, инспекцијските служби во Македонија има додаток за 30% со оглед на нивниот обим на работа и ризик на работно место. Во ЗИНот се е предвидено до 30%, беше за 30%. Таквите забелешки дадено и устна форма на министрот за администрација, пошто тој предлагач, како министерство, да речам. И сметам дека треба да бидат за 30% со оглед на нивната сложеност на работа. Имаме денеска роковите од денот на поднесување на представката. Имаме рокови кои што рокови се брзи. Може да има тука некоја толеранција плюс 5 дена, пошто имаме и големи предмети, кај што бара инспектор да иде на лице место, да се врати во база, да го склопи записникот, а меѓувреме дошлат нови два предмети, па нов терен. Луѓето се ги носат предметите дома. Поради големо обем на работа. Ние граѓаните сега бараме помош, примерно, државно управен инспекторат, бараш помош како не можеш како синдикат ти помогне, али одолжи се на државата да го организира тој систем, дали е трудови инспекторат, дали пазарен, и да направи сервис на граѓаните. Значи квалитетна испорака на барањата наши како граѓани. Од таа насока, затоа сметам дека таа служба треба да има за 30%, не до 30%. Така, независниот синдикат на судска администрација исто така дел од независниот синдикат на државна администрација. Така. Па каква е состојбата за тие вработени? Какви се платите, условите за работа? Катастрофално. Кој ќе кажам дека не запишеш зема 23.000 плата, што да кажам? Кои се вашите барања? Останало до 16 сат на работа. Знаат да кој ќе завлезат у судница. Не се тие само записничари, повикуваат странки. Го прати, значи
записувачот не го гледа ниту јавниот обвинител како кривична постапка, не го гледа ни јавниот обвинител, не го гледа ни судијата, ниту странките во судницата, адвокати и слично или вештаници, гледа и врши запис. Значи, работи позиции. Сервис на судиите, сервис на стручни соработници. Така ги спомнав сега, пример, таа категорија работени. Сметам дека мора брзо да се подобри тој сектор. Сектор судство, например, сега имаме правилник некако што не се право расподелува. Имено согласно закон за буџет за прошла година беа 0,8%, беа испорачени 0,4% од буџетот за потребите на судовите и додатоци на плата на вработените во судството, но не секој месец беа исплаќани и ист процент како и месечно. Не се исплаќаше. Например, сега судски совет донесе од тие пари донесе одлука за исплата на додаток за плата за вработените во Академија за судии и судски совет, кој што се согласно закон за административни службеници. Не се согласно закон за судска служба. Ме сваѓате, значи, ја немам ништо против тие вработени, но не треба тој буџет да користа. Треба од државен буџет да користа средства за таа намена, но не и од парите што се наменети за судскиот систем. Но тие пари не се само за додатоци на плата, туку тие се пари за одржување на судовите. Да не ме разбирате. Така. Кои се вашите барања до институциите за вработените во судската администрација? Редовен додаток, исплата, имаме поднесен предлог нов правилник за нив, имаме судови каде што дежураат. Значи имат и прековремен сати, имат и ноќен труд. Имаме судови каде што нема благајници. Например, нашиот председател на синдикална организација, независен синдикат на апелација и основен суд Штип, благајникот таму што врши работа, благајнички работи и за судот во Свети Николе. И за Уштеен суд. Мислам дека беше и за Делчевски суд. Мислам дека беше и Виничкиот. Нема благајници. Имаме ситуација каде што некои судови дури треба да се затворат. Еве ќе ви кажам. Во Основен суд Свети Николе имаме 6 вработени. 5, мислам, судски полицајци. Како да ви кажам? Судовиќе, улогата на судовиќе, што е законски, не може да извршат за потребите на граѓаните. Каква е состојбата со условите за работа? Во судската администрација? Вака, видите, знае често да снима репроматеријал. Има некојаш и проблеми со застарена технологија, делот на печатање на печатарите. Некојаш знаат да снема и некој кертридж за потребите. Се вршат некои байпас ситуации кои што за да може да работи судот. Што до сега како синдикатите успеале да промените на подобро? Видите вака. Во делот на затворскиот систем можам слободно да кажам дека од 2009 година наомо каде што действува, веќе самиот назив на вработените овластени лица во затворите веќе добија нов назив, што го заслужуваат со оглед на видот на работата и работите што ги работат. Имено веќе немаме погрд назив за вработените во затворски, со сега се тие затворски полицајци. Имаме, за разлика од минатото, имаме достоинствена плата. Порано имаше еден додаток паушал, што го викаме, кој што траеше 12 години, со кој паушал се унаказија вработените во затворскиот систем. Имено заради тоа, денеска имаме кои што се пензионираа и земаат помали пензии, затоа што тој додаток паушал не беше влезен во пресметка на плата како додаток за ПИО. Тоа што можем да кажам од тој дел. Инаку вработените во затворскиот систем денеска и администрацијата имат реално добар додаток, имат бенефициран стаж, само што не имаме многу малку извршители од разни причини. Ке речам, затворите Скопје, затвор Скопје и затвор Дризово има малце кадар во делот на затворската полиција, поради
отсутство на државата за заштитените права, безбедност. Беа многу возило пожарени на работените затворски полицајци. Притисок од претворените осудените лица во или вон институцијата. Државата многу малку се грижи за нив и затоа почна многу да бегаат, забинуваат од затворскиот систем. За разлика од другите градови каде што имаме затвори, јас обиколував неколку касарни каде што професионалните војници по навршување на 45 години стаж работа во МО ги им укажуваме дека е повеќе од потребно, пошто тие се обучени лица, сооружени, каде што и вработените во затворска полиција работат со средства за разување така на пушки, пиштоли и така натаму. И тие ќе бидат добар квалитетен кадар за да ги пополнат тие празните работни места. Затвор Куманово е релативно доста се пополнат работни места со професионални војници. Штип, Прилеп, фалат, како што рекол преска. Фалат во затвор Скопје и затвор Дризо, многу затворски полицајци. Во затвор Скопје фалат најмалку 100 во моментов. А во Дризо над 110-15 души. За нормално функционирање на институцијата. Затоа денес ќе имаме асистенција од други служби во државата, за да може системот, затворски систем воопшто да работи. Но ќе согласите дека и затворските полициски службеници го кршеле законот понекогаш и системот на некој начин понекогаш ги штити и остануваат неказнети. Ќе ви кажам, не е проблемот до затворската полиција. Каде е проблемот? Во затворите имаме криминална инфекција. Значи, таа криминална инфекција, ќе речам, прени се шири меѓу затворениците. Дали е притвореник или затвореник. Но на таа инфекција не можеме да ние да бидеме имуни како вработени од затворскиот систем. Некој подлегнува, некој не на притисок. Имаме и уцени. Например, ќе пријавиш негде од институциите дека те оценува некој претворено осуденица или надворешни негови пријатели или дел од групата, системот неадекватно реагира. Пример си нашол недозволена прашкаста материја. Ти во моментов не знаеш дека е тоа дрога, али како овластено лице ја наоѓаш, ги правиш сите потребни документи, се вика јавен обвинител, се известува директор и така. Кој ќе дојде време за судење, да бидеш како сведок, треба да помине 5 години, ти да го забореш настанот. Така исто и вработеното МВР. Значи, предолги процеси. Пак е тоа, ќе речам, систем. Значи, ако некој затаи во системот, се затајува. Значи, мора сите во систем, намерно пrenамекат, пошто е круг, мора сите служби да работат во рамките на нивните устојања, ама со рокови брзи, затоа што денеска ако има брзина во работата, ќе имаш поголема како граѓанин, ќе речем, и ќе имаш и поголема верба на институциите. Денеска ретко кој ќе најдеш сведок кој што ќе остане до кај, да, ја ќе сведочам, дали е за граѓанска или за кривична постапка. Ќе речеш налет, не верувам ништо, а сведок си. Ако ти како сведок не дојдеш, затоа нема верба во системот. Секој од нас треба да го почитува закон, да помогне на системот. Така, да профункционира. Така е, баш така. За крај, господин Ристевски, што би им порачале на вработените, зашто ќе продолжите да се залагате понатаму? Јас би препорачал на сите вработени во јавниот сектор, па и во приватниот сектор, своето право да го остават преку синдикатите кај што членуваат. Оние што не членуваат да се зачленат и внатре да водат борба во насока да го тераат председателот, односно синдикалниот представник на повеќе права, на примена на правото, на подзаконски акти, да не бидеш надвор од системот. Мора се бориш во рамките на институцијата кај што е синдикална организација. Ако не одговара тој, ако имаме нови структури ќе се направат, но сакам да кажам, мора се бориш.
Не смееш како вработен да бидеш анемичен. Како? Сите така за мене? Не. Сите треба да бидеме сложни за подобри права. Дали во делот на плата, не е секош платата, да се разбереме така, Да. но и во делот и на заштитата. Кој ќе речем заштитата. Значи, средства за работа. Еве имаме сега и у МВР, вработените у МВР немаат адекватна опрема, ХТЗ опрема, вработените во затворскиот систем немаат ХТЗ опрема, униформи. Не секој има оружје, да речем, а овластено лице. Не секој има средства за вразување. Мора да се вложи во безбедноста. Безбедноста не знае цена. Безбедноста мора да се прати. Секој безбедностно решение дали треба да се прати, дали е IT секторот, да се пратат социјални мрежи, да се прати нови кривични дела и така натаму. Значи треба системот да ги прати и да предвиде и казна за нив. Инаку со права за решување санкции имаме доста контакти. Таму имаме исто синдикална ротација, каде што инсистиране на пробацијата, на активно учество на пробацијните инспектори, но и за домашниот притвор, да почне да функционира актите за затвор и како и за домашен притвор. Тоа што сакав да исто надополнам. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата. Секогаш тука сум да помогнам за доброто на сите. Благодарам. Благодариме. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав!